И без пари и без решение оставени земјоделците од Беровско двориште, компирот бадијала им скапува во визбите од и откуп нема. Се сноѓаат како знаат и умеат, го носат по пазарите во другите градови, ама продаваат едва и 200 килограми. Ванчо Пеновски разочаран оттаму вели во визбите имаат и по 30 тони компир, кои не знаат што да му прават. Па се скапува, што немаме откуп, не за него, не бива увоз, си внесуваат и нашиот компир си стои, не може да се продаде. А има тој по 20-30 тона стои компир. И на многу луѓе тука во селото на Сидим стои. Да, не тоа некој кој се снедел што носи на пазар, и не бива там се носи на струмица на пазар, и ништо не може да се продаде. Ништо, нема ни субвенции, ни пушти, ништо немаме, никакви информации ни од земјоделието таму. И што така се скапува, как да просперираме за да почнуваме паза да садим. Човек нема со што да земе ѓубре, семина, компир, тоа си стои и така. Дополнителен проблем за земјоделците одовде е тоа што немаат исплатено субвенции. Вела тешко дека некој ќе продолжи во вакви услови. Принудени се да се иселат и да ги напуштат огништата. Што имаме? Дека да водим. Ето никне не вработуваат да има на работа да води. Човека преморан е, човек да напушта, да бега, што ќе прави тука? Не бива, не може да просперираме така. Никој не е кажал за да е добил, нема пуштено субвенции, ништо не. И ја за 20 пета немаме пуштено. За 25 немаме сметки за плаштане, сичко, деца по школи, а ние не може да обстанем на тоа начин. Не треба од дома да го има, барем да 30 денара не треба од дом да е откуп надоле. Што ние тука го носим по пазарето, кој как моли се, не бива ништо. Земјоделците оттаму велат дека планираат да отидат и до Министерството за земјоделство за да разговараат за нивниот проблем. Доколку нема решение, и Ванчо, но и останатите оттаму ќе се откажат со производството на компир и ќе се иселат од нивните топли огништа.